12 часот, точно напладне и вистинско време да започнеме со уште едно ново издание на емисијата Алфа Ординација. Добар ви ден, имајте најубав ден, ќе ви посакам на сите вас кои што денеска ќе одлучите наредните час и 15 на минути да останете токму на програмата на ТВ Алфа, секако во ова ново издание на емисијата Алфа Ординација. На самиот почеток ќе споменам, денешната тема на која што ќе одвоиме многу повеќе време ќе биде хернија или пак кила или меѓународот пушта попозната како брух. Затоа што представува хернијата, затоа какви се симптомите, каква е диагностиката, но и каков е третманот и опциите секако за третман, какви видови на хернија постојат, се само дел од прашањата кои што ќе бидат опфатени во денешната емисија. Ќе ве поканам да не проследите, ќе ве поканам да се вклучите во разговорот кој што денеска ќе го водиме. Наш денешен гостин доктор во студиото е доктор Ален Јовчевски, кој што е дигестивен хирург, а ни доаѓа од приватната болница Ачи Падем Систина. Ние ќе започнеме со прилог како вовед во темата како и секогаш, така и овој пат, а секако потоа и со разговорот кој го најавив. Очигледно дека прилогот не е така, ќе продолжиме ние со разговорот, односно ќе го започнеме разговорот кој што ви го најави во емисијата. Се вели дека обвивката што го држи секој орган на место попушта и токму тие добиваат некоја абнормална позиција. Ова на некој начин би била некоја упростена варијанта или пак дефиниција за тоа што представува хернијата или како што ја нарекуваме брух или кила, а за тоа како вид на најчести облици постојат и што представува, секако ќе зборуваме во денешната емисија. Ја споменав, доколку сакате се вклучите во емисијата, во разговорот, доколку сакате да поставите прашања во поглед на темата, тогаш сте добре дојдени во текот на емисијата. Телефонските броеви ќе ги погледнете на вашите екрани. Ќе го поздравам и нашиот доктор гостин во студиото. Добар ден за Ален Јовчевски, дигестивен хирург од Ачи Падем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Благодарам за поканата и поздрав до сите гледачи на вашата емисија. И вам ќе ви заблагодарам за тоа што одвојувате денеска време да позборуваме на оваа тема. Одамна не сме имале токму оваа тема, па навистина ми е драго. Ајде на самиот почеток. Ја дадов некоја најупростена, најблага варијанта на тоа што представува хернијата или пак килата. Не е убаво да ни објасните токму вие. Добро. Абдоминалните кили всушност представуваат пролабирање и спаѓање на абдоминални органи низ отвори или слабости на абдоминалниот зид во надворешна средина, значи, а нивното место нормално не се наоѓа таму, така што во тоа спаѓаат, значи, содржина на абдоминалната шупљина, спаѓаат цревата или пак најчесто цревата, марамицата, ументум или други органи. Самата хернија, всушност, самиот абдоминален зид по својата анатомија представува една мускулна пневротична творба која што го заокружува целиот абдомен и како што кажува и самата создадена од повеќе мускули и апневротични творби кои што постојат одредени слабости на самиот зид, кои што некои се вродени, некои се стекнати во слаби места или слабости кои што некои се вродени, некои стекнати во тек на животот и тие се пределекциони места на кои што може да се појават овие кили. Така. Пред да преминеме на следното прашање на тема симптоми, како би наговестиле, односно како би можеле да знаеме дека се работи за кила или за хернија, ќе го вклучиме гледачот кој го имаме на линија, ќе го поздравам по продолжение. Добар ден. Добар ден. Добар ден, убав ден ви посакувам. Повелата. Ми интересира дали е ова каскаден желудник имам, дали спаѓа во хернија и тој? Дали го разбравте убаво? Како рековте, што имате во желудник? Каскаден желудник. Каскаден желудник не спаѓа во домен на... Дали спаѓа во хернија? Така, ви благодарам многу, ќе го добиете веднаш. И дали утиче на срцево заболување? Така. Добро, ви благодарам, иако сме вон темата, некако... Да кажеме дека може да спаѓа во таа тема. Делот херниите кои што може да се појават на абдоминален зид се и херниите на диафрагма, која што всушност представува граница помеѓу мускулна граница помеѓу градниот кош и стомачната шуплина.
На неизе постојат неколку отворни низ кои што нормално поминуваат крвни садови и хранопроводот во стомакот, од градниот кош кон стомакот, и еден тип на хернија која што може да биде исто така индикација за оперативно лекување и спаѓа во домен на абдоминална хирургија, хиатус хернија. Тоа значи дека на место каде што езофагусот, односно хранопровод влегува во стомачната шуплина, отворот е нешто поголем и низ него заради повеќе причини дел или понекогаш и целиот желудник може да навлезе во градната шуплина. При тоа, заради својот волумен и нормално затоа што нема и местото таму каде што е, може да врши компресија на срцето и да направи пореметување на неговата работа, што често пати се наоѓа како при кардиолошките прегледи може да се најде. Се испитува, се лекува, меѓутоа треба прво да се диагностицира. Така, да се направи вистинска диагностика. Добар ден и за следниот гледач кој ќе го Добар вклучиме ден. во продолжение. Добар ден, убав ден. Добар повелете. ден. Многу поздрав до емисијата, до докторот и до вас. Ви благодариме, поздрав и до вас, повелете. Имам едно прашање во врска со хернијата. Така. Пред 8 години сум оперисана од хернија. Иначе пред тоа, јас сум жена на 66 години. Децата двете со царски родени ми се рес, со компликации, едниот беше загнојување на раната и после години мене ми се јави пред 8 години 9 кила на стомакот, болки почнав така повремено да осеќам и после известно време ме оперирала и не пројде месец или два, мене стомакот ми се спушти надоле, на десната страна ми отиде. А иначе мрежа ми беше поставена во стомакот. И ево, од 8 години од тогаш, си извинувам, ја постојано имам болки, кога помали, по кога немам, све зависи од исхрана, што ќе внесам во организмот и многу ми се спушти стомакот доле, посебно на десната страна е изразено. Без кај докторот што ме оперира, тој сега во Систина е Јосифовски. Он вика, направивме компјутерска, органите се внатре, нема надвор ништо, може ова уште да тера демек, а мене се положи, еве сега се поче да осеќам болка. Пред едно месец дена бе во војна болница, има повеќе болки така. Не беше да срав да не се работи за уклештување на килата. И докторот ме прегледа, на дежурен бев, вика, вклештување немате, меѓутоа мора операција да се прави. Така. Сега, значи, ова ќе ми биде 4-та операција. А што со стомакот што ми е попуштен? Крос ми отиде, мислам, во карлицата доле. Така. А не сум иначе некоја гојазна особа. Тоа е тоа. И да го прашам докторот, уште колку, дали треба подхитно да направам операција или може упоратамо да се пролонгира за некој период, бидејќи сум во години јас. По таа причина, фала ви многу. Ви благодарам многу и вам што се вклучевте. Еве според овие информации кои што ве ги даде гледачката. Според информации се работи за постинцизионална или вентрална хернија која што се јавила заради резови поради гинеколошки причини. Направена е операција каде што е направена репарација на зидот со помош на поставување на мрежа која што зависи од типот, има повеќе типови. И идејата е дека постоперативно од различни причини може да се појави рецидив кај овие хернии, меѓутоа тоа што го кажува дека ако е направено компјутерска томографија и се гледа дека органите се наоѓаат таму каде што им е место и дека постои само асиметрија на зидот, тоа е нешто што не сум сигурен дека спаѓа у домен на дигестивна хирургија. Меѓутоа без преглед не би можел да кажам, или па најдобро преглед кај матичниот лекар. Така. Добар ден и за следниот гледач кој ќе го вклучиме во продолжение. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Вака ме интересира едно прашање. Прво да ве поздравам вас, докторот и вашата емисија. Поздрав и до вас секако. Повелете со вашето прашање. Вака сега, ја имам внук, роден е, со таква мана има 4 месеци. Од десната страна му се вака како водено и како топче му излегува и многу плаче, се грчи. Така. Добро. Десната Што страна треба да направиме? Дали вака е за операција или...
Дали, Дали сте го уднале на доктор, дали ви споминале дека се работи за кило или пак можеби за некоја друга? Да, брух му рекоа. Така. Колку месеци? 3. 4 месеци рековте, така? Да, 4. 4 месечно бебенце. Да. Што да правиме? Многу плаче. Се клешта детето. Така, ви благодарам многу што се вклучивте. Чинам дека детската хирургија не е во доменот на вашата работа, но и Да колку кажеме, можеме да ја својот. одговориме на гледачката, така како една препорака. Кај машко дете, веројатно се работи, внук колку што разбрав. Така, да. Значи, нормално анатомски е интраутерено и делот, почетниот дел на животот кај машките деца е дека тестисите нормално, значи за тој период се наоѓаат во абдоминална шуплина и они се спуштаат постепено на својот пат према скротум, према кесата каде што се локализирани во тек на живот. При тоа може да повлечат делот, значи од таа перитонеална обвивка и да што е нормален процес и да при тоа таа остане отворена. Значи самата тоа е, да кажеме, вродена хернија која што може да се случи кај мали деца, најпочесто кај машките деца. Идејата е дека тоа што се испакнува, секое зголемување на интраабдоминалниот притисок кај детето предизвикано од плачење, значи предизвикува да се појава испакнување во предел на ингвинума, во предел на препоните. Идејата е дека кај мала популација се чека извесен временски период со цел да едноставно се дозволи на тој мускулен зид да спонтано затвори, односно да спонтано да се, како се расте, зголемува маса во мускулната маса, така да се зголеми, односно да се затвори тој отвор. Меѓутоа, доколку тоа и понатаму перзистира, значи не се повлекува, стои детето, има проблеми при празнење, повраќање или слично, треба во секое време, уште пред да настанат било какви компликации, да се отиде на детска хирургија и таму да се третира овој тип на проблем. Така. Би сакала во продолжение да ги споменеме кои се симптомите на килата, на хернија или на брук, како што е познато меѓу нас. Во дигестивна хирургија постојат повеќе типови на кили во зависност од локализацијата, значи почивајќи од линии на херните на средната линија, потоа папочата кила, во ингвинот, односно препоните, препонска и феморална хернија, потоа имаме лумбални херни, рековме диафрагмални херни, во мала карлица обтуратори, значи тоа се повеќе локуси каде што може да биде сместена хернијата, да биде локализирана. Во зависност од тоа и симптоматологија. Најчестите херни кои што се јавуваат во популацијата се умбиликалните и овие препонските, папочите и препонските. Се манифестираат пред се заедничка особина на сите оток во местото на хернијата, потоа понекогаш може да биде и црвенило. За отокот е карактеристично тоа што пациентот доека е во стоечка положба или кога ќе се накашла, имаме зголемување на самиот оток, меѓутоа кога ќе легне во легната положба, тој оток се повлекува. Тоа е дефинитивно знак за хернија. При клинички преглед, освен тоа, се прави преглед на самото место при што со прст еден или повеќе, значи се притиска местото каде што е отокот и едноставно може да се предизвика ова што го рековме, кога ќе легне човек да се тоа врати. Тоа е кај нормална некомплицирана хернија. Меѓутоа, доколку се работи за хернија која што е заглавена, односно инкарцерирана, во тој случај ова место е тврдо, напнато, црвенило, имаме и плюс општа симптоматологија, како што е гадење, повраќање, губиток на столица и гасови, и тоа е нешто што е веќе во домен на ургентна проблематика, ургентна медицина. Нешто што би требало веднаш да се интервенира кога се почувствуваат такви вид на симптоми. Добар ден за следниот гледач кој ќе го вклучиме во продолжение. Ало, Добар ден. добар ден. Убав ден, повелете. Благодарам, поздрав до емисијата, поздрав до докторот. Поздрав и до Имам вас. стомачна кила. Така. До сега немам ништо интервенција направено. Со понатамо, дали некои компликации би се направиле да ми одговори доктор? На кое ниво е пред се килата? Па, се торнирано, значи нема ништо, ни зголемување, ни намалување. Не, локација на каде се наоѓа на На стомак. папочната Добро. Океј. тука, Така. на папокот. На папокот, добро. Добро. Ви благодарам многу, само што ништо ако немате да го прашате. Не, окей. Така. Папочите херни во принцип се чести и се јавуваат кај луѓе кои што, како и сите други херни, значи има предиспозиција. Тоа се проблеми со кашлањето, проблеми, значи респираторни заболувања, дигање
на тежок терет, понекогаш кај луѓе кои што имаат она теча со цит во стомакот заради X причини. Идејата е дека секоја хернија е паметно да се оперира додека е неинкарцерирана, додека е некомплицирана. Бидејќи начинот на решавање е многу поедноставен, значи можноста да се направи соодветна херниопластика е, значи рече е во тој момент кога не е комплицирана хернија и последна работа е тоа што престојот во болница е сигурно доста пократок. Во случај да се јават заглавени херни, покрај тоа што не дава симптоми, меѓутоа, нели, Марфиев закон е секогаш кога не треба нешто се случува. Така да во одредена ситуација, доколку се направи инкарцерација, се заглави дел црево или орган било кој во внатрешноста, можностите се малку стеснети, можноста за репарација на ѕидот се исто така ограничени, така да паметно е човек, ако нема други болести, да се Се што е во почетна фаза, се што е никаде на самиот почеток, да е убаво за да навреме се устрани вашата препорака, претпоставам според она што се друго. Така што го кажавте. Што би можело да предизвика? Кои се ризик факторите? Рековте кашлањето, рековте... Постојат повеќе фактори, тоа е индивидуално, значи од човек до човек. Меѓутоа, преиспозициони фактори се одредени слабости во смисла на сврзнато ткиво, пошто тоа е нешто што го држи абдоменот затворен, значи сврзнат ткиво. Доколку постои некоја генетска преиспозиција од било која или пак некои заболувања како што се цистичата фиброза, нешто од тој тип, можностите за појава се многу поголеми. Малигни болести кои што имаат појава на асцит, значи вода во стомакот, се исто така една од причините за појава конкретно за овој тип на хернија, за умбиликална хернија. Меѓутоа, покрај преиспозиционите фактори игра улога и стилот на функционирање кај човек, што значи дека нагло експлозивно подигање на тешки тежок голем терет. Втората работа е нерегулирана столица, като ја рековме кашлањето, кивање, такво дивљачко кивање може да доведат до едноставно до попуштање на тие слаби места и појава на херни. Идејата е дека на тоа се надоврзуваат и исто преиспозициони фактори, тоа се дебелина, пушачи, физички неактивни особи и слично. Дали некои оперативни интервенции би можело да се смитаат во групата на ризик фактори за појава на килата? А тука ќе споменам и бременоста, која што исто така би можела, да речеме, да предизвика. Тоа е сосема посебна група на херни. Согледно тоа што нели се менува формата на... Овие што ги кажавме, тие се на вродени отвори или вродени слабости на места, како што се овие што ги спомнавме. Меѓутоа, постинцизионални, постоперативни херни или вентрални херни е сосема друга. Таму е од било која причина нарушен нормалниот анатомски интегритет на стомакот и доаѓа до едноставно контролирано оштетување на ѕидот. Од слични причини може да се појави вентрална хернија, значи на местото каде што е инцизија, претходниот рез. Во тој случај не е се исто и секоја си е приказна за себе. Потребно е да се направи репарација на ѕидот со цел да не дојде заглавување и оштетување на ѕидот. Меѓутоа, пак ја кажам, се со време, пред да дојдат сите овие проблеми. Така ви разбрав. Ќе вклучиме следниот гледач во продолжение. Добар ден. Ало. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до докторот, имам едно прашање. Поздрав до вас, повелете, ве благодариме. Така. Добар ден. Ве слушаме, повелете, да. Поздрав до вас и до докторот, имам едно прашање. Повелете? Пред 24 години сум оперирана од кила, што ми се појави на крајот на царскиот рез, значи после 2-3 години од кога се породив, и се оперира тогаш во војна болница, абдоменалниот хирург ми стави мрежичка и сите тие работи што требаат, меѓутоа ми рече толку ви е попустливо од ткивото, што нема да ви попушти кај што сум ве правил, него до него. И мене сега после не знам колку години пак ми се појави кила, не ми смета, не ми расте, меѓутоа приметувам дека кога ќе се поправам некое кило, така како да ми смета, и имам некогаш болки така во ципата, меѓутоа тоа се многу ретки и незабележителни. Ме интересира што понатаму, дали да се оперирам или па дека па ми е попустливо од килото ќе ми се јави пак. Фала многу.
Така, ви благодарам многу што се вклучевте. Рецидивите кај вентралните херни се значително поголеми неголи кај останатите и покрај тоа што се употребуваат, нели, материјали. Тоа се операции кои што се правени пред 20 и повеќе години. Идејата е дека тогаш самите материјали кои се употребувале можда и не се на исто ниво како денешно време. Индивидуално проценка, преглед, да се поразговара со пациентот кои се опциите, кои се можностите, дали се постои можност да кажеме за некаква понатамашни компликации кои што може да се појават и договор со пациент. Тука индивидуално за секого. Така, индивидуален пристап апсолутно кон секој, со секој различно, така. Би сакала во продолжение да позборуваме и за поделбата на или пак за видовите на хернија. Мислам дека дел од Неколку пати дел од нив споменавте во тикот, ама и во убава веќе да ги разграничиме, да не ги... Пошто веќе ги имаме, значи тоа се на предностраничен зид, тие што и кажавме, значи по должина на белата линија или линија алба, тоа се најчесто епигастриците херни во горен дел, ото има папача кила, потоа по должина на страниците ивици на мускулус ректус абдоменис, тие се херни со својата специфика, се нарекуваат шпигелови, малку се тешки за откривање и често пати потребна и поинтензивна диагностика за да се откријат. Потоа имаме вие ингвинални препонски хили, тоа е во предниот дел, обтураторни доле, вие во лумбалната регија, значи на место на, да кажеме, вродени слабости, процепи на мускулатурата, се јават лумбални херни, диафрагмалните херни, тоа е. Единствено што би додал за околу 8 поделбата е дека херниите, значи кај нив се разликуваме неколку дела. Тоа е килна кеса, која што е всушност обвивката стомача перитониум и представува килата, самата кила уствари. Оти имаме килен прстен, местото каде што перитониалната таа марамица излегува низ отворот и најтесниот дел, вратот на самата кила и килна содржина. Содржината му рековме, може да биде црева, може да биде значи марамица, моментум која што нарекуваме, која што може да биде слободна, значи да влегува и излегува, да биде прикрепена или акрета хернија, која што е, значи постојат прераслици, тие малку полесно, потешко се враќаат и да биде во некој случај дел од органите, најчесто десно или пак лево препонски, зидот на одреден орган да биде во состав на самата килна кеса. За тие треба така посебно внимание, затоа што кај нив можноста за повреди интраоперативни се многу поголеми. Тоа е во однос на ваква. Самите кили може да бидат слободни, значи каде што сето тоа е мобилно и покретно, или пак да бидат инкарцерирани. Инкарцерација или уклештување на кила всушност значи да одреден орган влезе и заради се исполнува со содржина и неможност да се врати повторно на своето место, каде што му е. Почува процес на распаѓање, создавање на воздух и значи гасови во самото црево кое што е заглавено, пореметување на циркулацијата и почуваме, да кажеме, неповратен дел на таа циркулација која се поремети доаѓа до оштетување крајно на ткивото и тука имаме веќе гангренозни промени. Тоа е идејата околу зашто треба килите да се реагираат навремено. Втората работа е тоа што кога имаме веќе витални промени на цревата и правиме ресекција, например да кажеме отстранување на дел од црево или орган, можностите за поставување на материјал, синтетски материјал, се намалени, бидејќи самиот материјал не трпи да биде поставен во инфективна средина. Бидејќи колку и да е инертен, колку и да е, да кажеме, намената да му е таа, присуството на бактерии во околината создава предуслов за неуспех. Значи, инфекција која ќе се одржава долго време и на крај понекогаш може да биде и причина за отфрлање на самата протеза. Така. Со оглед на тоа што набревте повеќе видови на килокоците, овие најзастапен, најчесто и од пракса, да ни кажете. Значи, умбиликалната, рековме, има доста честа, пошто тоа представува место, слабо место на абдоминалниот зид од раѓање. На тоа место знаеме дека папачата врт се поминува со сите своји елементи, позади има буквално како закрпа една фасција која што може да биде поставена на различно место и да дава можност да се јавува хернија. Со тек на време подигање, кашлање и така натаму, самиот тој отвор се зголемува и се создава таа умбиликална хернија. Тоа е честа и кај мажи и кај жени. Додека пак ингвиналните, препонските кили се почести кај мажите заради анатомијата што кажавме и нормалниот развој кај мажите, додека пак феморалните, тоа се ограничени со една линија буквално херни кои што се почести кај жените. Таму
пошто жените нели нормално имаат само еден лигамент кој што поминува, немаме спуштање на тестиси и слично. Значи самата хернија се спушта долж крвните садови, феморални крвни садови, наоѓа слабо место и е многу почеста кај нив. И нормално инцизионални хернии кои што се веќе така масовни, помасовни, пошто ги има оперативните зафати се почести и се јавуваат на различни нивоа, независно од како е опериран, дали е пристапот отворен или лапароскопски, може да се појават. Така. Ќе вклучиме следниот гледач во продолжение, ќе го поздравиме секако. Добар ден. Добар ден. Убав ден ќе ви посакаме вам, повелата. Поздрав до емисијата, поздрав до докторот. Имам едно прашање. Сопругот има слабо срце. Не смее да се оперира, а има кила стомачна од пупакот од двете страни, лево и десно. Дали постои некој начин да се реши тој проблем? Оперирање исто од анеуризма и тогаш му се појави, му се големи килата, иако беше помала. И дали може нешто да се превземе без оперативен такт? Без анестезија, затоа што анестезија не знае да прима, многу му е слабо срцето. Така, ви Ако Да, добро. Вред. тоа е прашањето. Така, ве разбравме. Добро, доколку тоа е се, веднаш ќе ви одговориме на прашањето. Повторно инцизионална, значи оние хернии кои што се поврзани. Абдоминална анеуризма е нешто што е ургентна состојба, веројатно и така е оперирано, така што често пати може да се појават овој тип на хернии, постоперативни инцизионални, понатоа на овој тип на операција. Преоперативно, секој пациент е потребно да помине анестезиолошка амбуланта и дополнителни прегледи, кардиолошки, не знам, интернистички воопште во целост, за да се процени негова состојба на неговата севкупна состојба, кардиореспираторен апарат, со цел да се види дали пациентот е погоден кандидат за оперативно лекување. Процентот на пациенти кои што се условно речено што не им е дозволено да се оперираат е многу помал за разлика од порано, поради медикаментозни или било какви третмани кои што се применуваат во денешната медицина современа. Значи, потребно е да се направи проценка, да се види дали е или не е и доколку се постави апсолутна контраиндикација за оперативно лекување, што значи дека ние би го загрозиле животот на пациентот доколку влеземе на било каква интервенција. Во тој случај се препорачува на пациенти да носат помагала. Помагала значи брахериум, разноразни појаси кои што во зависност од локализацијата се изработуваат по мерка на пациент или пак се купуваат како такви готови во различни големини. Тоа веќе меѓутоа треба сепак проценка на пациент. Која е функцијата на тие помагала? Ја заменуваат функцијата на зидот. Значи, тоа се поставува. Самиот брахериум е значи, буквално како појас кој што во овој случај би бил, кој што го опаќа стомакот од ребрениот лак, па се доле до препоните и се поставува во лежење кога пациентот органите се наместени таму каде што им е местото, се затега и ја заменува функцијата на абдоминална преса, значи на стомачниот зид. Истото тоа важи и за други локации. Меѓутоа, значи повторно индивидуално проценка, разговор па да се види кои се опциите. Ако има контраиндикација за лекување, појас е нешто што може да заврши. Ќе помогне во таа ситуација така. Добар ден за следниот гледач исто. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до докторот, сакам едно прашање да поставам. Повелете. Ја имам 82 години, Така. имам хернија или брух, како што викате, кај ципата, од десна страна. Добро. Тоа ми е веќе 8-9 години. И носам појас, и е во големина на еден лешник ми се појавува. Често пати ми кркорат, ама така се служам. Дали треба да направам операција или не треба? Некои тегоби немам. Едино тоа кога кашлам се појавува тоа ако немам појасот, ако немам стаено. Ако ги имам, немам ништо, не осеќам. Болови немам, а ми се појави
ноќе спиејќи само тој некој болој и после се појави мал брух и дојде ко еден лешник средена големина, така. Така. Сега што треба, дали требат операција или не требат, или вака да гурам. Добре, ви нема. Така. Ви благодарам многу што се вклучивте, што ќе му одговориме. Најлошо да прашат човек хирург што да прави. Да. Да се оперира, се разбира. Идејата е дека, пак ќе кажам, пристапот е тој. Преглед анестезиолошки, да се види општа состојба на кардиоваскуларен статус, да се види дали има други проблеми кои што евентуално би загрозувале живот на пациент. Доколку не и доколку е состојбата окей, онда пациентот потребно е, би било препорачливо да се оперира. Со цел да се избегнат понатамошните компликации, а операцијата на хернија во нашата установа, ќе нагласаме дека е еднодневна операција, one day surgery. Пациентот доаѓа наутро, се оперира и утрената ја напушта болницата. Опоравакот трае неколку дена, за 7 дена се вадат конци, така да мислам дека е многу помал ризик него ли доколку пациентот дојде навечер со заглавена хернија и едноставно неможност да се Во една покомплицирана форма. Комплицирана форма, меѓутоа тогаш веќе нема можност или нема време или едноставно треба да се спаси живот на пациент, па значи ризиците се многу поголеми. Така. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Ало? Добар ден, повелете во програма сте. Јас сум оперирана имам хернија вентралис. Оперирана сум 11 година. Оперирана сум од запред црева. По една година ми се појави хернија. Оперирана бев од хернијата и повторно сега пак ми се појави во вид на еден поголем портокал имам. Не на попокот, него на десната страна. Така. И сега, дали треба да се направи операција, јас се консултирав со лекар дека да го проверам срцето и се тоа е вред некако, но дали постои начин за локална анестезија. Локална анестезија да се отвори, зашто јас кога разговарав со хирург ми рече дека може само 5 сантима да се отвори, да се страви мрежичката, предходно да се испразна цревата и да се стави цревата на своето место и да се зашие. Со еден ден или два да престои на ова. Инаку полната анестезија не би могла да ја поднесам. Прашањето ми е зошто ми се појавија над хернијата некои топчиња внатрешно, јас ги до ребрата скоро и направив томографија, се покажува дека тоа е од шиењето, конецот и на него некако тхиво се бело појавило, се натоложило и тие топчиња наводно биле од тие. Не биле штетни, меѓутоа мене ми сметат при наведлување и не можам да си ги обавувам сите работи и се плашам да не дојде до некое оклештување, како што и знам. Така. Дали би могло некако со таа некое, како се вика, Лишенова метода да се тоа која се состоела во две фази. Во првата се прикажувало силната врекичка и така натаму, да не ги повторувам, заради тоа што вие сте лекари, знаете, па се ставало таа мрежичка и се зашивало. Така. Дали на таков начин може да се третира таа кила? Ви благодарам многу што се... Ви реков, во еден поголем портокал веќе стана. Така. Благодарам. Ви благодарам многу и вам што се вклучивте и само да кажам дека и утре имаме интересна тема, кога станува дека неколку пати ја споменавме таа анестезија. Стравот од анестезија е секако присутен кај секој, па ето една убава тема, една убава можност, доколку имате некоја прашање во контекст на таа тема за анестезија, да го поставите во утрешната емисија или генерално да ја прегледате емисијата. Што ќе одговориме на гледачката? Повторно вентрална хернија и повторно исто преоперативно. Секој
пристапот за оперативно лекување на секој пациент независно од болеста треба сериозно да се свати. Значи, затоа кажуваме преглед, анестезиолошка проценка и секако иде поред. Идејата дека локално ќе се решава вентрална хернија, јас лично не се слагам со таа работа и потребно е да пациентот постојат освен општа анестезија, постојат и спинална и епидурална во зависност од договор со анестезиологот. Зашто? Затоа што приликом решавање на вентрални хернии често пати може да дојде до, да кажеме, момент каде што треба да се прави нешто повеќе од тоа што е предвидено. Така, зависно со ситуацијата со која што ќе се соочите на лице Во тој место случај од треба да операцијата. ние направиме можда некаков рез на стомакот или да се прави било што треба да се прави. И сега автоматски опцијата за локална анестезија паѓа во вода, а не можеме човекот сега не може да завршиме тој дел што би требало. Така да со сите консултации и сите прашања можда би било паметно да поразговараме во ординација. Так. Но и се коментира многу често дека тие анестезии кои што биле порано сега не се. Сигурно. Дека е многу поедноставна, многу полесна самата процедура во погледот на 10 години во медицината заспивање и будење пред операција. 10 години во медицина е така светлосни години. Значи за самите медикаменти, самите материјали, самите инструменти, пристапи се отидени веќе многу далеко. Така да сепак мислам дека ризиците се постои ризик, како и за секоја интервенција. Сам човек да преди улица е ризик, меѓутоа постои ризик, али треба да сведени се на минимум. Сведени на минимум и треба да се објаснат на секој пациент посебно, затоа што оставам тоа е негово тело, треба и да знае. Така, разговорот е присуден секако и понатаму можностите кои што ќе бидат пред самиот пациент. Тука ќе направиме една куса пауза, следуваат вистите во минута и рекламен блок, а секако потоа ќе продолжиме со денешната тема и денешниот разговор. Доколку имате некои прашања во текот на емисијата, секако тоа може да го сторите, ако би можеле да се вклучите во текот на разговорот кој што ќе го водиме во вториот дел од емисијата, веднаш после вистите во минута и кусиот блок на рекламни пораки. Причини, симптоми и третман на хернија или пак позната меѓу нас народот како кила или брухет имате за која што одвојуваме денеска време во Алфа ординација. Како едно потсетување за вас кои што можеби подоцна се вклучевте токму на програмата на ТВ Алфа, наш денешен доктор гостин е доктор Алан Јовчевски, дигестивен хирург од приватната болница Ачи Бадем Систина. Досега кажавме што е хернија, што представува, кои се симптомите на килата, ризик факторите кои што придонесуваат, видовите на кила. Во продолжение, во контекст на тој редослед би сакала да прокоментираме и за диагностичката постапка. Да. Диагностичка постапка кај хернија значи преглед на пациент пред се. Тоа е уште од пропедевтика хируршка се учи дека секој пациент кој што е абдоминален потребно да се прегледа од дојките, градите, па се до препоните доле и над колениците. Пред се да го човек се облече човек во ординација да го прегледа, кај за херните специфичен преглед во тоа што потребно е да се направи во стоење прво, потоа се форсира кашлање или кашлање или напнување на стомачната мускултура со цел да се види онаа испакнатина. Да се иритира. Да се види таа испакнатина и потоа продолжува во легната положба со цел да се види колкав е килниот отвор на килен прстен што е, со цел да се процени што би се користело, дали е потребно, кој е типот на третман кој што понатаму ќе се примени. Останат испитувања кои што се прават, се дополнителни, се прават за хернија, за килите, значи почивајќи од нормална графија, рентген графија на стомак, потоа имаме снимања со контрастно средство кое што се внегува, тоа се работи за диафрагмални хернии, конкретно за жилзачата хернија, потоа имаме компјутерска томографија, може да се направи со цел да се видат различни комплицирани типови на хернии, како што се шпигеловата, да кажеме некои постинцизионални, да се види што се случува уствари на самото место, и класичните оние испитувања на крв, на примерок од крв и мокрче што треба, тоа се веќе понатаму испитувања чисто во припремата на оперативно лекување. Тоа би биле испитувања. Постои ли некоја хернија која многу потешко се диагностицира? Има. Јас спомнав, една од херниите се наоѓа на страницата, на надвршната ивица на мускулус ректус абдоминис.
Тоа е место каде што се спојуваат апонеурозите, значи се спојуваат завршетоците на трите странични мускули, обликвус екстернус, интернус и трансверзус абдоменис. На тоа место они го формираат обвивката на овој на предниот прав мускул. На тоа место постои, кажеме, скалести простори условно речено, низ кои што поминуваат крвни садови нерви и може да е потенцијално слабо место. Самата хернија доколку настане може да навлезе во било кој од тие слоеви и да не се јави класичната појава на оток на самото место, него едноставно некоја нелагодност или влечење, тегнење кое што се осеќа во пределот. Во тој случај се препорачува, ако клинички не успее да се напипа нешто или па едноставно се работи за гојазен човек кој што тешко се напипува зидот, потребно да се направи ултразвук или во крајна инстанца компјутерска томографија со цел да се види и понатаму планира што би се работело. Така. Ќе вклучиме гледачот кој го имаме на линија, споменав и пред малку, значи телефонските броеви се отворени, доколку сакате да се вклучите во разговорот си како би можеле да се јавите на броевите кои што ги гледате на екраните. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. И вам ќе ви посакаме убав ден, повелете. Поздрав до докторот и до вас. Сакам да го прашам докторот едно прашање. Повелете. Оперисана сум од циста на бубрекот пред 10 години. Последна година по операцијата почнав, немам надворешен оток на десната страна од стомахот, ама од време на време цревата како да ми мрда нешто внатре. И имам јаки болки. А надворешно немам никаков оток. Сакам да го прашам докторот, дали е тоа некој вид на кило или е нешто друго? Така, ви благодарам многу. Пристапот кај уролошките операции, доколку сега е сосема поинаков од оно што се користи во абдоменална хирургија. Они прават оперативни зафати со ломботомија или резови кои што се локализирани повеќе странично и позади према грбот, така да поретко се јавуваат самите херни на тој дел на стомакот, меѓутоа не е исклучок. Едноставно треба да се направи испитување, да се види. Во овој случај може да и некоја томографија за да се види со цел дали постои само да кажеме слабост на зидот или пак се работи за хернија. Преглед. Задолжително преглед за да се диагностицира на како што рековте. Опциите се. Лекувањето на хернијата е пред се хируршко. Не постои нити медикаментозна терапија, нити нешто што може да го да врати зидот во нормала. Не постои таква работа. Исклучиво хируршко. Лекувањето се состои во тоа што после сите овие направени работи, пристапот е индивидуален во зависност од локализацијата на хернијата и решавањето е во тој правец. Доста голем проблем во историјата представувале херните, бидејќи се причина за инвалидитет, за губење на работна снага. Рачунете дека луѓе кои што работат тешка физичка работа се исклучени од понатамошен нормален работен тек и тоа и социолошки проблеми доведува. Значи, се обидувале на сите можни различни начини да ја решат хернијата уште од античко време па до денеска, се додека до првата ефективна операција е опишана од страна на Едуардо Басини 1880 година и по него е наречена самата техника на решавање. Меѓу другото има и повеќе. Сега, општо, хируршкиот дел на решавање на херните се делат на две групи. Едната е тензивна техника, каде што се користи за репарација на зидот, се користи ткивото на пациентот исклучиво и при тоа се користат сутурни материјали. Шавови од различни типови, најчесто нересорптивни, значи шавови кои што не се ресорбираат и понекогаш по некои установи користат и жица, значи буквално, како куриозитет. Идејата е дека другата опција се бестензиони техники, значи тие се веќе помодерни, да кажеме, од 80-тите години на минатиот век се почати производството и масовна употреба на различни материјали, тоа се пред се полипропиленот и гортекс, тие се кои што се користат и во овие краеви. Идејата е дека самите материјали го менуваат ткивото на пациентот. Ајде вака повеќе детали за тензионата и нитензионата, за да одвоиме многу повеќе време, за да имате простор побава да ни објасните, а при тоа и да ни чекаат гледачите, ќе ги вклучиме во продолжение, потоа ќе остапиме простор многу повеќе на ова прашање. Добар ден.
Добар ден. Дали ме слушате? Добар ден. Ке се обидам уште еднаш. Добар ден. Ке ја замолам режијата тогаш ако не гледачот од другата линија да го вклучи во продолжение. Добар ден. Очигледно дека имаме проблем со линијата. Продолжете, да, прво во недел во што представуваат прво тензионата техника, па потоа убава ни тензионата. Она што кога се користи, значи самиот материјал, ткивата на пациентот во цел на репарација на зидот, заедно со помогнато со сутерен материјал, се нарекуваат условно речено тензиони техники. Тоа е затоа што постоперативно во одредени моменти се создава многу поголем отпор, значи тензија. Се разбира, тоа е нешто што е користено додека не се измислени овие нови материјали и произведени и веќе пуштени во употреба да безбедно се користат. Така. И денеска се користат тие тензиони техники условно речено, каде што се шие, те се по автори се басини, меквеи, шулдес и така натаму, меѓутоа многу поретко заради комодитетот кој што го има хирургот со појавата на овие синтетски материјали. Да, со синтетските материјали, значи самата на отворот, килната кеса, независно од големината, може едноставно да се прикрие, како закрпа, да се прикрие и да самиот материјал едноставно стане дел од телото на човекот. Тие се стерилни, нормално, се инертни, не реагираат ткивото на нив и се изработени од материјали кои што може да бидат во одредени случаи препокриени, значи со одреден филм, кој што не дозволува да внатрешните органи, цревата и моментумот се лепат на нив, што е една од можностите за проблеми кои што би можеле да се јават и може да се поставуваат интраабдоминално. Независно од типот на техника, во принцип овие безтензиони техники со употреба на разни протетички материјали може да се направат, да се извршат на два начина. Едниот е отворена хирургија, каде што имаме класично отварање на местото пристап, отварање и пристап до местото на хернија на промената, и вториот начин е лапароскопскиот пристап, како за, збориме претежно за ингвинални или за ингвинални феморални хернии. Тоа се комплетен трансабдоминален пристап и екстра перитонеален пристап, што многу и небитно. Идејата е дека е нешто што е хирургија која што е сведена на рутина. Так. Поготово за овие хернии. Вентралните хернии се приказна за себе и кај нив да кажеме, уопште решавањето понекогаш може да биде многу посложено. Так. За вас некако претпоставувам дека многу едноставна целата оваа метода. Со оглед на тоа што рековте дека се извршувани или се работи секојдневно, дека се отпушта пациентот потоа следниот ден, зависно од здравствената состојба секако. Нормално. Во принцип се пациентите, рековме, ако доколку изберат да се изберат спинална анестезија, значи на анестезија која што пациентот е буден, а не чувствува ништо во предел на оперативното поле, таму каде што се работи, тогаш мобилизацијата настанува тек утрената. Се чека да помине дејство на естетика, да се отпуштат екстремитетите и да може нормално да функционира. Кај пациенти кои што се прави под општа анестезија, кај нив мобилизација, станување од кревет истиот ден. Независно дали се работи од една или од двете страни, така да еден од да кажеме принципи на таа хирургија да пациентот што побрзо се мобилизира. Така. Ќе вклучиме следниот гледач кој го имаме веќе на линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. До вас и до доктора. Поздрав исто до вас. Направи операција негде пред кило 50 некоја година. Имам проблем со тоа ништо. Него пред 4 години појдов на преглед така да прегледов. Докторот и рече дека војна жлезда над препоната, мислам, теко што е од типот до операцијата, над теко негде 4 сати или 5 сати војна жлезда. Прашањето ви е дали е, доктор ви рече, нема потреба моментално од операција, од захват. Дали нешто може да се случи по-лошо, ако непојната и изчита залојна жлезда. Так.
Дали го разбравте, дали треба? Отприлика. Некоја Значи, подпрашање? хернијата е нешто Ви благодарам многу што се јавивте, веднаш. што е веќе завршено и што таму ако нема рецидив или ако едноставно рекол дека нема, окей. Тоа што е лојна потна жлезда или лимфно, како се каже, масно ткиво во околината, тоа е нешто што е независно од самата кила. Проценка на лекарот или проценка на самиот пациент дали треба да се отстрани или не. Тоа е препорака. Така. Ме интересира само во поглед на материјалите кои што пред малку ги споменавте во разговорот кој го водевме, во поглед на третманите или интервенцијата, оперативната интервенција, за каков тип на материјали се работи? Колку се тие квалитетни, колку се безбедни? Постои ли веројатност тилото да не ги прифати или пак да ги отфрли? Во минатото херниопластиките, значи самите репарации на зидот се правеа со конци кои што тие ги имало. Значи можностите биле технички тие. Значи ланен конец кој што свилен конец и така натаму, кој што телото имаше зголемена, да кажеме, склоност да ги отфрла. Така да не често ќе видите и операции во денешно време каде што се луѓе завршени операции пред повеќе 20 и повеќе години, каде што е работена херниопластика и понекогаш се уште може да се најде по некој конец од раната, но кога искочи. Во денешно време и уназад е веќе зборуваме 20 на години се користат материјали кои што се унифицирани во цел свет. Значи сериозни фирми ги произведуваат самите конци пред се, потоа имаме овие протетски материјали, мешави разноразни мрежи, кои што се кроени во различни големини за различна намена и тие си се наставно веќе стандард во оперативното лекување, како кај нас, така и во светот. Нема никаква разлика помеѓу нас и светот. Така да не постои по или полоша или подобра мрежа или конец, едноставно за сите исто. Обрамбена способност на организмот, предпоставувам дека тоа е. Обрамбена способност не толку колку што едноставно самите материјали се бирани да се инертни, значи да не организмот не реагира на нив. Грото од нив не се користат веќе биолошки материјали како некогаш рековме лан, свила или не знам кеднугот конци такво од X причини, значи како од безбедностни така и од да кажеме од тоа што имаме реакции на ткивото, а сега се веќе синтетски материјали, значи буквално имаме гортекс кој што се веќе секаде се употребува почувајќи од една обична јакна и патики па и до индустрија, медицинска индустрија, полипропиленот кој што е полимер на пластичен полимер кој што исто така се користи и немаме лоши искуства до сега со овој тип на проблематика. Ќе го вклучиме следниот гледач кој го имаме веќе на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Али сум во програма? Да, во програма сте, повелете. Поздрав до вас и до докторот. Ви благодариме. Сум оперирана од кила пред 4 години во Скопје. Сега имам вентрална хенрија со обструкција. Па го молам докторот да ми објасни што е тоа со обструкција, не ми е јасно. Имам и полипи од тогаш, од после операцијата си добив и полипи на широка основа. Пред тоа не сум имала полипи, од тогаш ми се појавија. Полипи на широка основа каде? На дебелото црево или? На ректосигмоидниот дел. Добро. И да, на дебелото црево и викат дека тоа е резултат постоперативен може да би настанато. И ми се појавени од операцијата. А сега имам голема кила на папоко, како топка, во вид на топка. Така. И имам си проблем како да носам дете, така. На прост начин. Така. Добро, ви благодарам многу што се вклучивте во емисијата. Што ќе ја советуваме нашата гледачка? Две сосема независни работи у склоп на хирургијата. Ќе почнеме од, да кажеме, посериозниот дел. Тоа е полип на широка основа. Не знам што тип на операција треба да се направи за да човек добие постоперативна полип. Значи потребно е да се, ако е верифициран колоноскопски, тоа е нешто што се смета за некаква преканцероза и тоа треба да се отстрани. Дали ќе биде ендоскопски или хируршки, тоа е веќе избор на, односно врз основа на наодите кои што ќе се најдат. Тоа е едниот дел. Вториот дел е дека имаме вентрална хернија
дали е умбиликална работа или вентрална, не навлегувам. Идејата е дека постои кила која што со обструкција е нешто што е за ургентно лекување. Во овој случај веројатно не можам да кажам дека човек ќе се јавува по телефон ако има обструкција. Тоа значи дека има или устна состојба каде што има повраќање и отсуство на гасови столица. Значи е нешто што треба да се комплетно иследи и од повеќе правци да се процени дали е ургентна состојба да се решаваат тие полипи или у еден акт да се реши и хернијата и дебелата црева. Така, постои веројатност двете работи да се решат оперативно во предна операција, како што споменавте така. Добар ден и за следниот гледач. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до докторот. Имам едно прашање за него. Пред месец дена ми се појави, имам 55 години. Така. Ми се појави кила на бешиката. Бев на преглед, значи ми рекол дека спуштена бешика. Правев уринокултура е во ред, сега во четврток имам закажано уродинамика и сакам да го прашам докторот што понатаму. Значи другите гоби немам, само кога ми се мокри ептен, значи ми се појавува како јајце, како оревче да кажам, потоа се повлекува и така, значи многу сум исплашена и сакам да го прашам докторот што понатаму. Така. Ви благодарам многу. Ако имате некое прашање, ќе останам на линија. Па немам. Така, може да го чуете одговорот, еве веднаш ќе. Одговорот е даде препорака во друга амбуланта. Тоа е гинеколошко-уролошка проблематика, каде што имаме сето тоа што го направиле, веројатно увод во некакво понатамошно лекување. Али пак ќе кажам, уролошко-гинеколошка проблематика која што не спаѓа во нашиот домен, така да не сум сигурен дека можам да сум. Така, притежно уролозите се тие кои што занимаваат апсолутно исклучиво со овој тип на проблеми. Затоа и така ја замолиме гледачката да се јави токму таму. Зошто операција е прашањето? Вие рековте дека едноставно единствениот начин е токму операцијата. Што со оние кои што имаат страф од самата интервенција? Има луѓе кои што имаат килата, па дури ја носат со себе 10-15 години, каде што велат дека не прогредира, ни расте, едноставно си ја чуваат и си го прифатиле токму начинот на живење токму така. Принципите се рековме дека лекувањето е оперативно и нема замена за тоа, освен во случај кога постои апсолутна контраиндикација за оперативно лекување заради опасност од некој друго заболување. Не само заболување, него едноставно да човекот ако легне на операција да заради X причини едноставно никогаш не стане. Со цел да се избегне таа ситуација, се препорачува на пациентите да носат брахериви, значи оние појаси, разноразни помагала кои што ќе го имитираат ефектот на операцијата. Стравата од операција е индивидуална работа, тука не може никој да помогне освен самиот пациент да се реши и да дојде да заврши. Сето тоа другото е рутина, што го збориме. Така. Неколку пати во текот на емисијата го споменавте зборот рецидивирање на самата болест или пак повторување. Ако еднаш се оперира, постои ли веројатно за да повторно се јави килата и за да повторно да треба да се оперира? Дали на истото место или пак на друго место? Какви се опциите, какви се можностите за повторно се појави? Но пред да одговорите, ајде прво да одговориме на прашањето на гледачот. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете во емисија сте. Прашам нешто. Докторот во која клиника работи и да прашам во врска со дискусијето ваше за операција. Јас имам проблеми со спиналниот канал. Дискусите се издиени внатре. Добро. Пред да продолжите, значи дискус хернија е нешто што е у домен на неурохирургија. Значи, затоа мислам дека не можам да ви помогнам многу, али конкретно можам да ве препорачам кај колегите од невро. Јас бев на операција, професор доктор Чапаровски ме правеше операција пред 3 години. И сега имам уште поголеми проблеми. На сите 4 нивоа имам ротација на прошлените и стеснување на спиналниот канал. Така. Добро, ви благодарам многу што се вклучевте во емисијата. Ќе ви кажем од каде доаѓа докторот секако, доаѓа од приватната болница Ачи Бадам од Систина.
Не е ова во доменот на вашата работа. Воопшто не, меѓутоа работат колегите од неврохирургија и спинален центар имаме, нели, како установа, така да може да би било право место да се човекот обрати, гледачот обрати таму и да врз основа на сите резултати што ги има или што би ги направиле, се решат за понатаму што би правиле. Така за понатамошно следување. По поглед на прашањето кое што ви го поставив? Го заборев. Добро, со оглед на тоа што не или секако емисија во живо, се однесува за токму рецидивирање или повторување на килата. Дали би можело веројатност да се повтори пус? Може да се повтори, значи независно од типот на решавање, значи дали е тензиона, вестензиона техника, на било кој тип на хернија да што ги спомнавме, секој еден случај може да се случи рецидив. Рецидивите се движат во граници од 2 до 5%. Значи тие кои што се, конкретно зборам за ингвиналните херни, вентралните херни се далеку поголем процент заради тоа што имаме, рековме, поголеми дефекти, поголеми друг тип на проблематика. Доколку рецидивира хернија, тоа е нешто што спаѓа повторно во домен на лекување, хируршко лекување. Што би се направило? Треба да се едноставно повторно направи истата процедура со тоа што претходниот стариот материјал кој што е поставен треба да се отстрани и на ново да се постави мрежа или шаф или што ли ќе зависност од што се случило во моментот. Истото важи за вентрални, меѓутоа нивното решавање некогаш знае да биде доста комплексно. Така. Ќе вклучиме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелата. Поздрав до обителката и до докторот. Поздрав и до вас, повелата со вашето прашање. Едно прашање, доктор, ако може? Да, може. Се јавам од Охрид. Така. Ве слушаме, поставите го прашањето слободно. Да навам телевизор, извинете. Вака имав проблем со повраќање, многу повраќав. Тегоби многу имав, со извинение еко бремена жена исто. А имам 62 години. Пред 4 месеци ојдов на снимање, со црево се снимав и ми рекла имаш кило на желудник. Ама имам големи болки, градни болки, имам неиздржливи, значи. Ојдов на лекар, но терапија примам, ништо подобрување нема. Сакам нешто собе до докторот кај да одам, кај да се обратам. Дали из операција или нешто други третмани, ваше мислење, ве молам. Така, ви благодарам многу што се вклучивте. Една од можностите, рековме, на диафрагма е хијатална хернија, каде што дел, поголем или помал дел од желудникот се наоѓа во градната шупина и заради својот волумен и неприродно место прави компресија и проблеми со срцевата работа. Тоа е, кога веќе се случи оваква ситуација, изборот е стеснат на хируршко лекување. Преоперативно потребно да се направат одредени испитувања, се види на кое место како и следниот чекор е хируршкото лекување кое што може да биде и отворена хирургија и лапароскопска хирургија со цел да тој отвор се стесни, желудникот се врати на место, отворот се стесни и мислам самиот не се врати, да се реши проблемот. И тоа, секое време, тука сме. Така. Препораката задолжително оперативен третман кој треба да се изведе така. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Повелата. Поздрав до водителката и докторот. Имам едно прашање. Поздрав и до вас, повелата. Со возејќи велосипета удри во една дупка и повреди на тестисите. После снимањето, извршените снимки, наудот беше екстерна хернија или операција. Прашањето ми е со докторот, како се врши таа операција? Прво, дали постои водена кила? Некој испуна вика не постоела водена кила, а урологот ми рече дека се работи за водена кила и треба операција. Ве молам ако можете да ме одговорите за ова прашање. Така, ви благодарам многу што се вклучивте. Значи, вака, не се работи за кила, него се работи народски речено водена кила или хидроцела. Тоа може да се случи посттравматски, да се појави. Тоа значи дека на самиот тестис има количина на течност, ограничена количина течност, која што се диагностицира лесно со преглед, со ултразвук и други типови методи.
решавањето на овој тип на проблематика хидроцела спаѓа во домен на урологија. Се решава хируршки, значи постои и се решава хируршки, меѓутоа во потребна е консултација со уролог. Така, задолжително со уролог. Кога веќе зборуваме токму на оваа тема, дали се можни компликации? И какви компликации би постоеле? Секоја процедура, хируршка процедура која што се работи, има свој одреден процент на компликации кои што, нели, не баш со задоволство ли разговараме на таа тема, меѓутоа постојат. Кај херниите, значи покрај рецидивот кој што може да се јави ран и доцен, има одреден временски период пред кој што се проценува како е. Значи други компликации се хируршки од типот на постојање на крварење, хематоми во самата рана, појава на серома на подолго време, создавање на ткивна течност која се задржува и се манифестира како сером. И еден од најбитните проблеми кои што е на проблематиката на хернија е постоперативна болка или хернијална болка постоперативна. Значи тоа е нешто што се јавува како последица на иритација на одредени нерви кои што поминуваат во зоната во зона на оперативно лекување и кои што може да се јават во одреден процент на луѓе. Непријатна болка која што трае подолго време не се смирува со лекови. Два начина на решавање. Едната е со блокади на самите нерви, значи со одредени анестетици кои што се блокираат нервите према исходиштето, према позади. И втората варијанта е да се направи оперативно лекување, значи да се отвори местото каде што е работена каде што е направена самата операција и да се тој нерв идентификува и евентуално ослободи или во зависност од наодот да се регулира. Тоа е околу компликации. Другите компликации кои што може да се јават е, реков, најголемиот дел е рецидив, поготово и за вентралната хернија рецидив и можно за инкарцерација. Значи да одредена хернија инкарцерира, постоперативно, значи после ставање се тоа и потребна е истото, оперативно лекување. Така. Добар ден и за следниот гледач кој ќе го вклучиме во продолжение. Добар ден. Добар ден. Повелете. Гледач од Кичево. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Одлично. Поздрав до студијата, до водителката и до докторот. Поздрав и до вас. Повелете со вашето прашање. Машка особа до 55 години ме интересира прашање до докторот за имам од двете страни на препонот болки. Добро. Така. Имам соотвор на ингвинален канал со содржина која се репонира. Добро. И сега да ми пообјасни докторот што е тоа со репонирањето. Болки се јавуваат поредко така на неколку месеци, 3 до 4 месеци. И од доктор ми беше препорачано да одам за операција. Дали тоа треба сега што побрзо да се санират или може да се почекаме? Добро. Така, ви благодарам многу. Препонски кила машка особа, значи од обете страни, која што има содржина, тоа значи дека килната ќе се веројатно поголема и во нејзе постои содржина, дали е моментум или пак се црева кои што влегуваат, меѓутоа слободно се репонираат. Тоа значи дека приликом притисок или приликом легнување во хоризонтална положба, содржината се враќа тамо каде што е место. А ако не постојат други контраиндикации за оперативно лекување, една од и единствена препорака е лекување хируршко заради превенција од компликации на самата болест. Тоа значи инкарцерација, хитна операција и се што следи со нејза. Така. Ако ве прашав за компликациите, на крајот само од овој разговор би сакала да објасниме со какви препораки ги испуштате оние кои што ќе направат оперативен запад. Колку е битен стилот на живење после самата операција, затоа што вие рековте во вашиот одговор дека многу често може да се рецидивира. Дали има влијание стилот на живење кој понатаму го применуваме? Се разбира. Значи, кога се испушта пациентот на домашно лекување или некој постоперативен период, се препорачува првиот временски период да се движи, значи движење нормално,
Тоа значи одење, станување, шетање по скали, качување, мислам тоа е нешто што е Физичка активност која што не нуди многу голем напор. Да. И нормално се разбира да се внимава кога ќе се подига нешто, значи да не биде во прво време повеќе од 5 килограми, некоја вредност, потоа да не се прават некои нагли дишења. При кашлање, кивање, да раката се држи на место на каде што е направена операцијата, со цел едноставно да се помогне на самото место и се намали чувството на болка. Кај пациенти кои што се оперирани од вентрални хернии се препорачува известно време постоперативно носење на појас со цел да се даде време да таа протеза која што е ставена едноставно си го фати местото и ја добие онаа функција која што треба да се има, со тоа што со тек на време тој појас се вели да се едноставно тргне. Во понатамашниот период потребно е да пациентот размислува дека е опериран и дека треба се што работи постепено да се враќа во форма. Доколку планира да вежба, трча, вози точаки понадено, тоа е дозволено. Дали вежбање во тератана е дозволено или се што е во умерена доза? Умерено препорака е и обично знаат што се тренери по различни теретани, обично знаат дека ако им се напомене, они имаат соодветен програм за вежбање со кој што се зајакнува мускулатурата, меѓутоа постепено. Нема да ја прептегнете. Тоа е едната работа и за препорака е да нормално, нели? Нема екција со дигање, тешко некои такви. Тоа е. Само што нешто сакам да ве прашам, оние кои што знаат и се свесни дека имаат кила, дали може да вежбаат во тератана, дали може да имаат некоја оптеретувачка физичка активност? Што имаат? Што имаат, а не оперирани? Можат со ризик. Затоа што секое зголемување на интраабдоминален притисок, тоа значи секое напнување на мускулатурата е потенцијално заглавување на некој дел од внатрешните органи во самата кила и можност да човек едноставно стигне се направи да компликации се запознаеме дополнителни. во друга боја, во зелено. Така да мислам дека би било паметно, доколку човек знае дека постои одредена проблематика, паметно е да ја реши со време. Така, одлично. Ви благодарам многу што денеска бевте гостен во Алфа Ординација, што одговоривте и на моите прашања, но и на прашањата на гледачите, ме беше чест. Ви благодарам уште еднаш, а тука ќе ви заблагодарам и вам за вниманието со кое што не следевте денеска. Ќе ви посакам да имате убав устаток од денот и секако препорака и утре во 12 часот да бидете заедно со нас. На крајот од емисијата ќе погледнеме и темата за која што ќе зборуваме утре точно во 12 часот. Иако ја споменав во текот на емисијата, една интересна и убава тема, стравот од анестезиите е присутен кај многумина од нас. Токму на оваа тема многу прашања ќе бидат отворени. Етедна покана, како што кажав, утре во 12 часот да бидете заедно со нас. Имајте убав и пријатен ден. Емисијата завршуваме токму со прилог како најава за утре. Многу пациенти кои мора да бидат подложени на оперативни или пак диагностички процедури и операции, а кои се изведуваат со анестезија, се плашат пред се од анестезијата. Пациентот ја согледува и искусува анестезијата пред интервенцијата, како и завршеток на истата. Анестезиологот е докторот кој е одговорен за избор на правилен вид на анестезија зависно од видот на интервенцијата, здравствената состојба на пациентот, возраста, присуството на други здравствени проблеми и друго. Тој е личност кој го припрема пациентот што полесно да ја поднесе интервенцијата и анестезијата. Кога станува збор за анестезија, се согледува умешноста на искусниот анестезиолог кој детално го објаснува изборот за анестезија, зошто еден вид има предност во однос на другиот, зошто мора да се примени тој вид на анестезија, да му дозволи на пациентот да даде свој избор на анестезија, доколку за тоа има можности така натаму. Многу е почест така наречениот страв од заспивање и дали ќе се разбудат, кај општата анестезија, во која пациентот се воведува во анестезија со комбинација од анестетици, аналгетици, хипнотици, релаксанти, кои го заспиваат во длабок сон. Едно од најчестите прашања на пациентите е: докторе, дали ќе се разбудам? Постапното објаснување на постапката за анестезија, примената на современи анестетици и комплетен мониторинг за следење на здравствената состојба на пациентот во тек на анестезијата и интервенцијата ги смируваат повеќето пациенти. Современата анестезија денеска се применува во повеќе здравствени установи. Користи на современи и сигурни анестетици и техники, со целосен компјутеризиран мониторинг на ЕКГ, контрола на крвниот притисок, заситеноста на крвта со кислород и концентрацијата на јаглен диоксид во издишниот воздух, длабочината на сонот и мускулната релаксација, со што се следи текот на анестезијата и промените кај пациентот во секој момент и му се дава целосен увид на анестезиологот во промените кои што се случуваат.
Сознанието на пациентот дека во тек на анестезијата анестезиологот цело време покрај него го храбрува, посебно значено за пациентите во регионалната анестезија како што е спинална, епидурална или периферна блокада, кога пациентот е буден, пред него е параванот со кој што е уделен од операторот и кога од неговата страна е анестезиологот и анестетичарката со кој што цело време е во контакт и кои му даваат подршка и разговор, полесно го минуваат времето на интервенцијата, а доколку сакаат лесно и да заспиат, се даваат седативи, кои прават пациентот да заспие, па дури да заборави на почетокот на интервенцијата.